Јас сум електромонтер во електромонтажа, квалификуван прва група. Овој месец колку примивте? 310.000. Задоволен? Да. Последниот месец ја примив околу 400.000 динари. Јас лично примив околу 400.000 динари. Према другите ити, ако се земите во место во градов, меѓу најдобрите сме мијите. Просек тоа зависи, например, ако се на терен повеќе се зголемува тој лични приход, а негде мислам дека околу 200-250. Вие колку примивте? Видите, јас како раководител тука можам земам негде околу 250 до 270. Ако сум на терен, земам повеќе. Со средна стручност? Да, со средна. Вие колку? Па, мојот личен приход за годинава, не знам, ланскиот просек мисли за 320.000 динари. Дали и овие работници позаде нас има Па, такви? разликата од високо квалификуван и квалификуван, разликата мислам и до полуквалификуван кај нас се одвива негде околу 30 до 40.000 динари. Полуквалификуван работник колку максимум може да прими тоа? Полуквалификуван работник кај нас просекот ланска година му беше негде 230-240.000 динари. Може би ќе се зачудат сите оние што ќе ги препознаат овие неколку работници на електромонтажа од Охрид, зашто тоа се истите оние што пред неколку години во малата работилница во местноста Лескајца во Охрид, кои покрај другите работи за поправка го добија и првиот трансформатор, за кој не знае што има во него и со страв го отвараа. Една од првите покрупни работи им беа фенерите во стариот дел на градот. Тоа се истите оние што завршните сметки ги прославуваа со пијалок донесен од своите домови. Меѓутоа, уште тогаш им беше јасно дека со самопрегорна работа и верба во себе може да станат нешто поголемо. Од сервисна работилница на електродистрибутивното предпријатие од Охрид на 1. јануари 1972 година се одделија во засебен погон. Во почетокот на 1973 година се интегрира со далеководи од Скопје. Денес овие работници работат врз амандмански принципи во основна организација на Здружен труд на Електромакедонија од Скопје, чија основна дејност е производство на електроопрема и изградба на далноводи и трафостаници, единствена работна организација од ваков вид во Македонија. И најголемите оптимисти пред неколку години немаше да веруваат дека 30-мината електромонтери од малата работилница во Лескајца ќе прераснат во колектив од 800 работници кој рамноправно ќе се носи со сите слични работни организации, превземајќи им работи како што се далноводите во Мратињец, Црна Гора, Колубара, трафостаници за Нигерија и долг ред други работи. Сепак да ги оставиме самите да говорат. Електромонтажа изгледаше на почетокот многу мала организација со малу број работници. Се формираше постепено со земање на некои квалификовани кадри. Почев од овде, рецимо, од работилницива тука, по некој мајстор, бравар, некој механичар и така се формираше постепено. Овде околу нас постоеше само оваа трафостаница тука. Прво кога дојдовме тука, изградивме овие објекти тука. Потоа следува овие овдека, као гаражи ни служеа за монтерските групи кои одеа по објектите кои ги вршеа. Уствари, прво тој погон почна да работи како една работна единица, како сервис, аутосервис и изработка на помали елементи за инсталации и разни трафостаници кои што беа поедноставни за изработка и така од почеток почна да се развива постепено со се посложени и посложени производи. Во тој дел прво се работеа мали разводни орманчиња за столни трафостаници, а после постепено почнеме да работиме и табли нисконапонски блокови за трафостаници 10 киловолтни. Ние почнавме, реков, преска со многу едноставни производи, но ипак со една соработка и со други поголеми фирми, кои што ипак ни помогна во таа наша акција, ние сакавме да створиме еден погон кој што ќе може да носи едни добри производи, кои што ипак на пазарот одат, инвестиционни производи и ценети, односно производи кои што можат да допринесат да створиме една прилично голема организација.
така да со такво едно производство, а тоа производство е ствари пратече производство, нашите монтажни работни единици, кои што со наша помош можат полесно и побрзо да се вклопат и да постигнуваат и подобри и побрзи рокови на изработка и изработка. Еден од најголемите успеси во последно време кој ви е? Па еден од најголемите успеси во последно време е уствари преземањето на далеководот во Мратиње, во Црна Гора и преземањето на една трафостаница од околу 3 милиарди динари во рударско-енергетскиот индустријски басен Колубара. 73 година ќе завршиме со бруто продукт од 10 милиарди динари стари. 3,5 милиарди динари ќе биде доходот, од кои 2,5 милиарди за лични примања и милиарда динари остаток. Ваков за нас остаток е добар, бидејќи пред 2 години со укупните средства на нашиот погон ние почнеме со милиарда и 300 хиљади динари. За 74 година ние планираме да оствариме бруто продукт од 15 милиарди динари и доход од 4,5 милиарди динари. Во овие објекти, во овај бруто продукт рачунаме и објектите кои се надвор од нашата република, објектите на Колубара, објектите на Мратиње и новите објекти кои што ќе се изведуваат во нашата република, енергетскиот објект далеководот од Скопје до Солун 380 киловолти. Во ова година сматраме дека ќе биде лицитацијата и од 6 или 5 месец ќе можеме активно да се уклучиме во работа на овој објект. Просекот на примања на нашите работници е негдека околу 215 до 220 хиљади динари, а за следната година рачунаме дека тој доход ќе се наголеми со 30% до 40%, затоа што ќе имаме повеќе работа, поорганизирани ќе сме, поголеми објекти за изведување и што ќе уклучиме нова механизација која ќе даде поголема доходност. Каков е односот на личните доходи во вашата организација? Односот на личните доходи меѓу најголемата и најмалата плата е 1:3. Најмалата плата е недека околу 170-180 хиљади, а најголемата е 550 хиљади динари. За ваквите плати е рецептот во тоа што ние роковите ги спазуваме на време, во квалитетот се бориме со поголемите фирми од нашава држава, така да овие два услови се мене ми се чини најбитни за усвојување на пазарот како кај нас, така и надвор нашата република. Моментално што работите? Моментално команден пулт за Парачина. Компликована работа ли? Па доста големи. Се со команда, временска команда, со реле и CRM, со сигнална табло и тоа со овие овдека, амперметри, волтметри и така. Како работите на норма? Ние прво сме платени на норма, не? Остваруваме доста сати, потоа наша работа е доста цената, мислам, електроструката и се заработува така. Условите за работа овде како ви се? Па прилично добри. Јас мислам задоволни сме во просек вака сите. Годишните одмори ни се добро решено, К15 поранешното лани зеров не по 100.000 стари динари, годинава по 80, затоа што настапи на реорганизација одека станавме самостална единица во склопот на Електромакедонија како посебен погон. За оваа храна колку плаќате? За оваа храна ние плаќаме 1 динар. Дали стално има различни јадења или? Има па увек има по 2-3 јадења секогаш. Пред се би сакал да истакнам дека ние сме млад колектив во кој просечната старосна граница е испод 30 години. Секако тој податок асоцира на една појава на младиот човек потребата од стан. Стамбеното прашање е акутен проблем на нашето општество. Мислам дека акцијата која што пред известно време е покрената за изградување на ефтини работнички станови беше добра и навреме прифатена од синдикалната организација. За таа цел се изготви анкета во која работниците со воодушевување
ги прифатија замислите за изградба на таквите станови. Меѓутоа, проблемот се појави во моментот кога требаше и конкретно да настапиме со реализацијата на таквата замисла. Наиме, нашава организација рачунаше да одвои околу 300 милиони стари динари за реализација на таквиот потфат. За таа цел беше добијана локација во еден од најдобрите делови на Охридското подрачје, во урбанистичката локација Воска 3. Меѓутоа, проблемот настана во моментот кога требаше да се добијат средства од банката, бидејќи изградба на 150 работнички станови бараат огромни материјални издатоци кои ние во овој момент не сме во состојба да ги обезбедиме. Во овој момент политиката на банката, ваква каква што е сега поставена, не допринесува за решавање на проблемот на станот на работниот човек. Каматата од 12% и ануитетите што треба работникот по изградбата на станот да ги сноси, се такви што тој не може да рачуна на добивање на стан без тоа да се одрази, битно да се одрази на неговиот животен стандард. Моментално градиме објект кој ќе служи за изведување на челични конструкции за далеководи. Овие 2 години проширувањето стана негде околу 800 работници. Моментално за тие 800 работници обезбедуваме работа и се градат нови објекти, во кои објекти треба да се запослат работниците и со нивното запослување да прошируваме продуктот на работата и осталом мислам личните доходи да нараснат. Како што гледате, ние од ден на ден све повеќе се прошируваме и нашата политика беше да што поголема да имаме кадрска политика, значи поголема стручна кадрска политика да имаме и према томе, како што знаете, дека отворивме и школа за виша техничка школа. Кој во таа школа секој имаше услови да се запише со високо квалификувани работници со индустријска школа и кој нашето предпријатие за таа школа инвестира околу 50 милиони, кој секој работник е должен за известно време таа школа да заврши и доколку не заврши треба вложените средства по 1,5 милион да ги врати назад. Вие сте високо квалификуван работник. Дали сте случајно можеби запишани на висшата техничка? Да, сум запишан на висшата техничка школа, која пружа прилика на повеќе работници. Во тие работници сум учесник и јас. Ми е задоволство што една организација баш во градов кај нас прв пат постапи со такви кадри да од истата организација ги му возможи школа и воено ги освособи за понатамошна работа. Моментално паралелката посетуваме околу 30 слушатели. Нашата организација освен што отвори школата за виша техничка школа, кај нас конкурсот за стручњаци е стално отворен и неограничен. Значи секој кој е незапослен, значи стручњак може кај нас да се запосли. Уште со формирањето на ова училиште од 66-та година што почна со работа, веќе 70-та година се верифицира за училишен центар, односно техничко училиште за машинци. Меѓутоа, во последно време, по барање на електромонтажа и по нивна иницијатива, требаше да се отворат и паралелки од електронасока и еве овде една од тие паралелки, прво 2 на теоретска настава, тие изучуваат како теоретска настава има, така и практична настава. По завршувањето на училиштето, да кажеме прво дека постојат 2 степени, така, првиот степен со 3 годишно школување, завршуваат и излегуваат као квалификувани мајстори од електрострука и тоа електроинсталатери и електромонтери. Работата наша е прилично тешка. Многу тешко е да се најдат монтери кои можат со години да работат по терен. Луѓето избегаваат од нашата работа
И во западниве земји таа работа и на север кај нас во Словенија таа работа тешко може да се најде. Бидејќи луѓето избегаваат од терен, а ние во нашава општина располагаме со таков кадар, со такви луѓе кои што се навикнали на терен да работат, па према тоа имаме могуćности да понатак да се развиеме и да станеме на добра организација. Ова одделение во нашата работна организација има таа улога да изнајдува се нови можности, новитети во производите. Да внесува нови елементи, бидејќи досега ние претежно работевме на конструкции кои се заварени, а сега предуваме на конструкции кои ќе се монтираат од елементи, со спојни елементи, со завртки и навртки. Конкретно како изгледа тоа? Можете ли пример? Ова конкретно сега моментално пред неколку дена ние монтиравме една таква табла нисконапонска која ќе служи и за блиндирана, а исто ќе служи како слободно стојача табла за возидани трфостаници. Една од тие ова предноста на ова нова конструкција, нова е тоа што ние со ова воведуваме во електромонтажа нова технологија. Производството со ова конструкција ќе биде многу по-забрзано, ќе се добие во квалитетот многу повеќе и тоа е една голема позитивна страна што просторот за лагеровање ќе се многу намали, бидејќи овие елементи ќе се наоѓаат во магазин и оттаму ќе се требуваат по позиции и ќе се врши моментално брзо монтирање, бидејќи досега ако се добиеше некоја порачка за тоа требаше чак и една недела. Освен тоа, ние ова го правиме бидејќи во последно време размислуваме да фарбањето го вршиме на современ начин електростатско, за кое и набавивме фарбара од Западна Германија. А бидејќи во таа фарбара не може да се метнуваат производи со големи габарити, затоа ние моравме да предиме на ваков вид конструкција. Јас сум овде конструктор, инаку шеф во ова конструктивно одделение. Конструктивното одделение е од голема важност за ова наша организација, бидејќи сите конструкции што ги работиме преку порачки што ги добиваме, проаѓаат преку ова конструктивно одделение. Диапазонот инаку на работа кај нас е прилично голем и асортиманот е прилично голем. Работиме имено од разводни ормари, па се до блиндирани 35 киловатни келии. Јас не сум стручник, меѓутоа отприлика што представува оваа шема овде што ја гледам? Па моментално работам на 6 и 10 киловатните и 35 киловатните постројки за Колубара. Таа работа сега моментално ја задовме, инаку пред некој ден ги завршивме постројките за 10 киловатните постројки за објектот во Парачин. Со оглед на тоа дека ваша работна организација е во перманентна експанзија, што мислите дали ова биро, неговата визија понатаму ќе остане ваква и како го замислувате? Па во секој случај дека нема вакво да остане, тоа мора да се прошири со уште поголеми кадри, стручни кадри, електроинженери, машински инженери, бидејќи експанзијата е прилично голема. Нормално е дека и конструктивното одделение мора да се развива. Ние во наша организација имаме проектна организација. Меѓутоа ова проектна организација наша е мала према нашиве производни капацитети и монтерски капацитети. И затоа имаме покренато иницијатива да се интегрираме со ХЕП, хидроелектро проект, единствена во Македонија проектна организација за енергетски објекти. Ако таа работа ни успе, ние ќе можеме да се носиме со сите југословенски предпријатија. Ние и досега се носиме за изведување и за производство, меѓутоа тога би биле компретни за инженеринг за најголеми енергетски објекти во Југославија и надвор од Југославија. Тема на денот денеска во Југославија и во светот е енергетиката. Проблеми за фронт за работа нема. Ако ние добро се организираме и ако добро се опремиме со стручен кадар и се опремиме со механизација, за нас задаток може да биде голем. Може да станеме за неколку години организација над 100 милиарди динари со неколку хиљади работници.